Кеми Микиња, пастели за месаж. Мики, добро утро. Добро утро, добро утро. Како Поздрав прво, од среќен празник, верувам дека убаво поминавте вчера. Јас немав можност да бидам во емисија, но те следев како беше Охрид. Среќен празник и за многу години. Благодарам и само зубово да се слушам и гледам ова 2026 година. Мики, кажи ми, дали Струга Охрид се спремни да почнеме со второто полугодие? Па еве, јас во моментов се наоѓам во основното училиште Браќа Миладиновци во Струга. Со мене е директорката на училиштето Родина Крека, со која што ќе поразговараме за стартот на второто полугодие. Претходно само ќе кажам дека во однос на Струга второто полугодие во струшките основни училишта почнува навремено, почнува со одредени проблеми, со блокирани жиросметки на неколку основни училишта, како резултат на големите долгови кои биле наследени од минатото, но тоа засега нема да влие на текот на второто полугодие од учебната година, ни рекол од секторот за образование во општината. Станува збор за долгови по основ на превоз на ученици, нафта, електрична енергија, што е навистина сериозен проблем. Се уште дел од превозниците одбиваат да ги превезуваат учениците поради неподмирени долгови кон нив, но пак ќе речем од општина Струга велат од секторот за образование дека барем засега овие ситуации нема да се одразат на стартот на второто полугодие од учебната година. Како што споменав, со мене е директорката Родина Крека на најголемото основно училиште во Струга, Браќа Миладиновци. Господја Крека, добар ден, благодарам за одвоеното време за осад. Përshëndetje, së pari do doja t'ju uroja festat të gjithëve. Uroj që ky vit të jetë i mbar për të gjithë, sidomos për fëmijët tanë, të cilat meritojnë më të mira. Дали како основно училиште Браќа Миладиновци сте подготвени за стартот на второто полугодие од новата од продолжетокот на учебната година? Po fillojmë me një optimizëm të madh, fal mbështetjes komunës dhe fal mbështetjes sekretarit të komunës posaçërisht, siç theksuat dhe ju, shkolla jon posedon probleme, po shpresojmë me bashkëpunim do të arrihet gjithçka. Споменавте, вие се соочувате со проблеми, најголем проблем останува транспортот, превозот на ученици, бидејќи вие имате ученици кои што доаѓаат и од селскиве средини, па и од населбите во градот. За каков проблем станува збор? Дали се уште родителите и учениците се принудени во оваа ситуација сами да се сноѓаат за превоз? Atëherë si shkollë e madhe që jemi, normalisht që kemi probleme transportin, me nxënësit që udhtojnë deri në shkollë. Jemi drejt finalizimit të mos them shlyerjes së borxheve së shtetit i madh, mirë po në bashkëpunim me kryetarin kemi arritur deri diku që të menaxhojmë këtë situatë dhe shpresojmë se dita ditës që kjo të zgjidhet, që prindërit të mos kenë problem për fëmijët e tyre që të vinë këtu në shkollë. Имате грејење, имате огревно дрво, до кога, до кој период од второто полугодие ви се обезбедени овие неопходни средства? Atëherë për nxemje, për momentin jemi në rregull, normalisht që kemi probleme, kemi borxhe të pashlyera, mirë po kemi dhe premtime që fëmijët tanë nuk do të kenë ato probleme në vazhdim. Директорке, со оглед на тоа дека е сезона на грип, како стартува второто полугодие во однос на тоа? Има ли доста во моментов ученици кои што отсуствуваат од настава поради оваа ситуација со грип? Atëherë shkolla ka filluar mirë, nxënësit janë të gjithë këtu. Normalisht mund të ketë me numër shumë të vogël në mungesë, mirë po me gripet nuk është se ka ndonjë situatë alarmante. Рековме станува збор за најголемо основно училиште во Струга. Овде учат ученици од македонска, од турска и од албанска националност. Можеме ли малку за тој податок? Колку вкупно ученици учат во Браќа Миладиновци, освен во Централното основно училиште, во кои други училишта потпаѓаат под вас? Nëse marrim numër të përgjithshëm, kemi 1200 deri në 1300 nxënës, kemi dhe shkollën e Kalishçës, e cila kemi për klasë parë deri në klasë 5, dhe shkolla jonë qendra e shkollës Vëllezrit Miladinovci.
Колку вкупно ученици, колку вкупно македонски, колку албанци, колку турци учат? Janë diku ndë 1200-1300 за нас комплет на тотал. Имате ли некои планови, бидејќи останативе колеги од Скопје и од Тетово разговарајќи со тамошните нивни соговорници, имате ли некакви проекти со кои што вие ученициве од различни националности ги приближувате повеќе меѓу себе, мултиетнички проекти или некакви други активности со кои што ги зближувате учениците? Atëherë si shkollë e madhe që jemi normalisht dhe që zhvillohet në 3 gjuhë, ne kemi marrë hapa, do të thënë hapat kanë qenë, po dhe ne kemi marrë më shumë hapa që këtë fëmijë të jenë të bashkuar dhe të punojnë së bashku për të mirën e shkollës dhe për të mirën e tyre normalisht si fëmijë, që të rriten me atë gjuhën e dashurisë, gjuhën e paqes e tjera me radhë. Për projekte ka projekte, nxënësit marrin pjesë, janë projekte multietnike, gjë që funksionon shumë mirë tek shkolla, jo nuk ka pasur probleme të tilla. Студио, дали може би вие имате прашање за директоркава Крека? Не, ми се допадна дека се спремни, верувам и долговите дека ќе завршат што побрзо. Edhe ju uroj një vit të mbar edhe suksese në këtë sezon. Директорки, уште еднаш ви благодарам за разговорот за Алсат во оваа утринска емисија на Алсат. Ви пожелуваме успешен тек на остатокот од учебнава година и сите овие проблеми со кои што во моментов се соочувате да ги надминете и да ги решите за да се речат и во интерес и на вработените и на учениците и на родителите. Ju faleminderit shumë, shpresoj që me synimet të qarta, me punë dhe me mirë kuptim do të arrim më të mirën për ne dhe për fëmijët tanë. Фалимидерит шум. Студио, само што ова, значи во Струга и во Охрид да повториме, навреме почна второто полугодие од учебната година, се разбира, со одредени проблеми, особено во Струга, знаејќи ситуацијата изминативе неколку месеци, но да се надеваме дека и во интерес и на учениците, и на родителите, и на самото училишта, проблемите ќе бидат надминати. Верувам дека ќе се случи така како што планифицирате, Мики. Ти благодарам многу за известувањето, Мики. Ти пожелувам добар, убав ден и се слушаме другите денови, сигурно. Благодарам многу. Так, убав ден и на вас, поздрав.